لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد, во името на Аллах Тебареке ва Теала, всеобщиот доброчинител милостивиот. Само на Аллах Аззе ве Джел го обожаваме и само од него помош бараме. Го молиме на Аллах Аззе ве Джел да не заштити од злото на самите нас и од злото околу нас. Го молиме на Аллах Аззе ве Джел да ни даде благодати и да ни утврсти во овој пат. На Аллах Аззе ве Джел сме му благодарни што не створи во најубавата форма, во најубавата форма и не упати на правиот пат. Ни овозможи да се родиме како муслимани, да живееме како муслимани и да го молиме на Аллах Аззе ве Джел да ни овозможи до крајот на нашиот живот да живееме со дин и со иман и на крај да го предадеме еманетот со зборовите Ешхеду ан ла илаха иллаллах ва ешхеду анна Мухаммадан Расулуллах, што значи дека ние сведочиме во текот на целиот наш живот сме сведочеле и со последниот здив сведочиме дека нема друг Бог кој што заслужува да се обожават освен Аллах Тебареке ва Теала, кој што е еден единствен и нема другар во и ортак во владењето, и дека Мухамед салаллаху алейхи ва салем е негов искрен роб и негов пратеник. Му се заблагодаруваме на Аллах Тебареке ва Теала што ни овозможи вечерва да се собереме овде и да знаете, да бидете свесни дека Аллах Аззе ве Джел на вакви меджлиси кај што луѓето се собираат да го обожаваат и да го споменуваат името Аллахово и суннетот од Мухамед саллаллаху Аллах Аззе ве Джел испрачат мелици во тој меджлис. И во овој меджлис иншаллах имаме исти такви мелици кои што се молат за нас, за опрос на нашите гревови и да се собереме сите во џеннетите на Аллах Тебареке ва Теала. Во името на Аллах Аззе ве Джел вечерва се собравме за да научиме нешто околу знаците на Аллах Аззе ве Джел. Што значи тоа знаци? Ишарети, знаци. Ние уште ланската година кога учевме од книгата за трите принципи, ние учевме дека Аллах Тебареке ва Теала е створител, кој што створил све што постои и дал знаци, дал ишарети за неговото постоење, за да ја уцврсти нашата верба и нашиот иман во Аллах Тебареке ва Теала. Па така објавил Аллах Аззе ве Джел во суре Фусилет: "Ва мин ајатихи ел-лейлу ван-нахар ваш-шамсу вал-камар." Од знаците на Аллах Тебареке ва Теала, "Ва мин ајатихи", од знаците на Аллах Аззе ве Джел е ел-лейлу, ноќта, ван-нахару, и денот, ваш-шамсу, и сонцето, вал-камар, и месечината. Или објавил Аллах Аззе ве Джел во суре Али Имран, објавил ајет за кој што Мухамед салаллаху алейхи ва салем кога го примил овој ајет во ноќно време на ноќни намаз, останал на сеџде до саба и го направил местото од солзи, направил цела бара на местото кај се клањал. На саба кога дошол Билал ради Аллаху таала анху, кога го видел во ваква состојба со толку плачење, му рекол: "Ја Расулуллах, што се случи?" Ми дојде огромен ајет. Mi dojde огромен ајет од Аллах Аззе ве Джел. Па вика Аллах Тебареке ва Теала: "Инне фи халки самавати вал ард." Навистина, инне, без тронка, сомнеш во стварањето што Аллах Аззе ве Джел го направил. Инне фи халки самавати вал ард, во стварањето на небесите и на земјата. Ва ихтилафи лейли ван нахар, и во промената на денот со ноќта. Ле ајати, има знаци, има аргументи, имат ајети за кого? Ли улил елбаб, за тие кои што го користат мозокот.
за тие кои што го користат паметот, тие кои што се обдарени со памет, тие кои што се паметни, тие ќе ги видат знаците на Аллах те бареке ве таала. Значи кои се знаците на Аллах за жел? Ен-нехар, уал-лейл, уал-шемс, уал-камер, и денот, и ноќта, и небесите, и земјата, све се тие створенја на Аллах те бареке ве таала. Во други ајети, во многу ајети, Аллах за жел викат Аллаху фатири семавати вал ард. И е тој кој што ги издигна небесите и земјите, ги створи и ги издигна. Аллаху бесир, Аллаху семи. Аллах има двакви својства кои што слушат све и гледат све и сварат све. Аллах азза ва џел е тој кој што ги оставил овие ајети, овие знаци за луѓето да ги видат тие знаци колкава е величината на Аллах те бареке ве таала. Аллах азза ва џел вика халака самават. Аллах створил небеси. Не викат едно небо. Аллах азза ва џел створил небеси. Колку? Себ'a самават. Во сура Бекаре вика Аллах азза ва џел издигна 7 небеси изнад вас. Според она што дошло после тоа во хадис од Мухамед салаллаху алейхи ва салем и она што го коментирале улемата, може да се разбере дека од овие 7 небеси првата небеса е фактички нашево небо кое што ние го гледаме. Небово што ние можеме да го видиме со очи, со телескоп, со сателит, со било што. Тоа што може да го видиме. Сите звезди околу нас што ги гледаме, сите планети околу нас што ги гледаме, сите галаксии околу нас што ги гледаме, све е тоа прво небо. Колку е тоа прво небо? Тоа се милиарди, милиарди, милиарди километри далечина од нас. Тоа е прво небо, браќа. Додека рекол Мухамед салаллаху алейхи ва салем во хадити сахи, Аллах за жел створил 7 небеса. Првото небо, целото прво небо, со сите галаксии, со сите звезди, со сите планети, со сите сонца, со све што постои што ние го гледаме е прво небо. Во однос на второто небо е како една халка фрлена насред Сахара. Сахара, пустина. Пола од Африка, Северна Африка е Сахара, пустина, огромна, со километри огромна пустина, една халка. Целото ова прво небо е колку една халка фрлена насред Сахара. А првото небо и второто небо заедно се колку една халка насред Сахара во однос на третото небо. И сите 3 неба во однос на четвртото колку една халка насред Сахара. И сите 4 во однос на петото исто. Седмото и сите 7 небеса заедно во однос на аршот од Аллах за жел колку една халка насред Сахара. Уестава алел арш, а Аллах е над аршот. Замислите, Аллах азза ва џел ги створил сите овие небеси. И аршот, и над аршот и Аллах азза ва џел, и сепак Аллах азза ва џел тебе те гледат кој си ти, што преш. Секој еден поединечен. Една жена, сахабинка, не можела ова да го свати, па рекла, ја Расулуллах, Аллах азза ва џел ме гледат и ме слушат, валлахи рекол. Во хадиси сахих, Мухамед салаллаху алейхи ва салем и вика, Аллах азза ва џел го гледа црниот инсект на црна карпа во најтемната ноќ. Видите какво опишување. Црн инсект, мал инсект, црн на црна карпа, значи да не можеш да го приметиш, и тоа во најтемната ноќ. Аллах азза ва џел го гледа и Аллах азза ва џел ги слушат неговите чекори. Аллаху семиул бесир. Аллах е тој кој што слушат и гледат. Аллах знае што имате во вашите срца. Аллах знае што криете во вашите гради. Тој е Аллах азза ва џел, а е оддалечен на неописиво на Бог. Тој е Аллах азза ва џел кој што створи инне фи халки семавати вал ард. Ја створи земјата. Створи една топка свемирска, една планета која што нарековме ард, земја, на која што Аллах азза ва џел ги постави кого? Халифету фил ард. Че ги поставам луѓето да бидат наследници на земјата. И ги издигна над сите своји створења и им даде да живеат на оваа планета. Планета која што е огромна, во споредба со сонцето е многу мала. Затоа што Аллах азза ва џел рече: "Вахтилафи лейли
и ја променуваат ноќта со со денот. Како? Многу лесно ако знаеме дека земјината топка е топка која што се врти. Па кога е свртена према сонцето, е ден. Другиот дел вамо, што не е свртен спрема ноќ. Па после се врти, па иде ден полека, таму оди ноќ и нон-стоп се менјаваат вахтилафил лејл. Вахтилафил ја покриваат ноќта со ден и денот со ноќ. Тоа е Аллах Аззаваџел што го створил за нас. Све ова Аллах Аззаваџел го створил за човекот како најсакано суштество. И покрај него ومن آياته и од ајетите на Аллах Аззаваџел, од знаците на Аллах Тебареке ве Теала е кој? Ајати елејлу ван нахар, ноќта и денот, ваш-шемсу и сонцето. Сонцето кое што е една ужарена топка, која што на површината имат 6000 степени Целзиусови, а внатре се милиони степени. Замислите која е таа вручина и горештина. Ние сме оддалечени од сонцето на колку? Кој знае? 100 милиони километри. 147 милиони километри оддалечени од сонцето. На средлето, ако се качи температура 40-50, умревме. 50 степени не можеме да издржиме. 5000 степени е на неговата површина. Ла илаха илlallah. Нема нешто што може да обстане, све се топи. На површина е, камоли внатре. Од знаците на Аллах Аззаваџел е тоа сонце, ама без тоа сонце немаме живот. Да нема сонце, нема живот. Ни живот, ни растенија, ни човек, ни ништо. Ама Аллах Аззаваџел го поставил сонцето на едно место, топката на едно, земјата на едно место, да биде што? Да биде за нас пријатно за живот. Па имат пресметки од астрофизичарите, кога би било малку поблиску од земјината топка, ќе изгоре све на неа од вручина. Нема живот. Кога би била малку подалеку, ќе смрзне све, нема живот. Фикс Аллах Аззаваџел го поставил таму кај што треба. Ла илаха илlallah. Ва мин ајатихи, од знаците на Аллах Аззаваџел се ноќта и денот. Ваш-шемсу вал-камер. И месечината што Аллах Аззаваџел ја створи специјално за топката, за земјата. Сателит природен, кој што врти околу земјата. Ама Аллах Аззаваџел вика, ви ја дадов оваја месечина за понеа вие да мерите, месеците да ги мерите. И ние вистина по месечината мериме кога почне од Рамазан, кој ќе се појави млад месец. Кога заврши од Рамазан, кој ќе се заврши месецот. Кога е пола четвртина од месецот, кога е пола месечината. Кога сме на средина од месецот, кога имаме полна месечина. Со однос на месечината ми е броиме кога почнал месецот, кога завршил месецот и кога завршила годината и кога почнала другата година. Аллах Тебареке ве Теала ни ја даде таа месечина за да биде што? За да биде путоказ за нас и да можеме да го мериме времето. Аллах Аззаваџел од ајетите негови, од знаците негови ја постави месечината. Ама месечината и сонцето и земјата не се поставени независно едни од други, браќа. Има нешто што во науката свикат гравитација. Имате слушнато сите. Што е гравитација? Тоа е сила на взаемно дејствување. Да речеме, зашто ние не летаме во воздух, туку сме залепени за земја? Гравитација. Земјата, таа топка што ја видовте, таа ја не влече со низината сила и не држи залепени за земја. И кога ќе скокнеме, треба сила, ама после од како ќе скокнеш, па ќе се вратиш, ќе паднеш на земја. Тоа е сила на гравитација. Ама тоа не е само меѓу нас и земјата. Тоа е измеѓу месечината и земјата. Тоа е измеѓу месечината и сонцето, измеѓу сонцето и земјата. Све се овие сили кои што делуваат едни на други. И месечината, драги браќа, и месечината имат огромно влијание на земјата. И земјата имат огромно влијание на месечината. А овие две, Аллах Аззаваџел како ги створил? Месечината да врти околу земјата. А заедно и земјата и месечината да вртат околу сонцето. Тие се ознаците на Аллах Тебареке ве Теала. Ама месечината имала огромно што? Влијание. Влече, дејствува на земјата. Каде можеме да го видиме најубаво дејството на месечината? Ако бил некој
на река, на вечер и сабајле, што ќе примети? Ќе примети дека водата ноќе била повлечена. Видите овој дел што е овде наводене, после кој излага сонцето, се повлече од водата. Како се ика тоа? Плима и осека. Плима и осека. Плима и осека најубаво се гледат на море кој бил. Ноќе морето доаѓа до 10-15 метри на плажа. Поплавуваат све. Саба само што ќе излезе, ќе замине месечината, се повлечува од водата. Зашто? Све е тоа поради дејството на месечината. Месечината има сила со која што делува на земјата. Ама земјата, пошто е тврд материјал, не е толку подложна колку што е водата. Водата е полесна. И затоа месечината која излага навечер, ја влече водата. И тоа ви е плима. Кој ќе замине месечината на Саба, осека, се повлече од водата. И најубаво тоа може да го видите овде како ја влече водата кон плажа. Плима и осека се често последица на дејството на месечината. Кога е дејството најголемо? Кога е полна месечина. Кога е полна месечина, цела месечина е осветлена, тогаш нејзиното дејство е најголемо на земјата. И тогаш обично земјата е под притисок огромен. И морињата, и океаните, и земјата трпат притисок поради месечината. Затоа Мухаммед салаллаху алейхи ва селем рекол, кој ќе дојдат 13, 14 и 15 ден, тие бели денови, белите ноќи или белите денови, рекол постите. Постите, чините ибадет. Зашто? Затоа што најголемите потреси, најголемите земјотреси, најголемите цунами, најголемите вулкани се дешаваат кога е полна месечина. Зашто? Затоа што месечината има огромен притисок влече на земјата. И земјата е под влијание огромно, имат потешкоти и од самата месечина. А тоа најдобро го видовме кај водата, која што, замислите, цела вода се повлекуваат поради месечината. И се испуштат, се враќат назад, кога месечината не е активна. Значи, кога е најголемата сила? Кога месечината е полна. И како што рековме, Аллах тебарeke ве теала оваа земја ја створил и незината месечина, месечината врти околу земјата и заедно тие вртат околу сонцето. Вака вртејчи доаѓа момент кога месечината ќе се исправи точно измеѓу земјата и сонцето. Ова е еклипса. Слушнавте пред едно 2 недели, че имате еклипса, затемнување некое? Тоа е еклипса. Кога иде месечината, ние сме на земјата, се приближа од месечината, тамо е сонцето и почнува да го прекриват сонцето полека, додека да го покрие целосно. Ова е затемнување на месечината. Што се дешава при затемнување на месечината? Прво и основно, ги гледате овие зраци околу, тоа е сонцето кое што е покриено. Зраците сега не може да дојдат директно на земјата. Се распространуваат овие зраци. Овие зраци се од огромна штета за луѓето. Па затоа, ако сте слушнале, сите викаат, немојте кој ќе имат затемнување да гледате со очи директно. Ако гледаш 1 минута со очи директно, остана без очи. Моментално ослепуваш. Што друго се случува? Значи, месечината, драги браќа, доаѓаат во позиција измеѓу сонцето и земјата. Тамо кај што идат сончевите зраци и се блокирани од месечината, на тој дел од земјината топка се гледат затемнување. Значи, не се гледа во свегде, туку негде. Овде више нема затемнување, ама овде има затемнување. Значи, на сред бел ден, тебе сонцето не ти се гледат више и си као да си на акшан, као да си на јација. Во сред бел ден ова се случува. Океј? Не може сите да го видат. Ние овде, ова пред 2 недели што беше еклипсата, не можевме да ја видиме. Зашто? Затоа што ние сме биле негде овде. Кој можеше да ја види? Ја видоа тие во Северна Германија, во Шведска, во Норвешка, тие тамо ја видоа, нели? Тие ја видоа целосно затемнување на месечината. Значи, еден дел ја гледат, друг дел не може да ја види. Не и овде поентата да можеш да ја видиш или не можеш да ја видиш. Видите, драги браќа, во овој момент што се случува. Ние рековме месечината имате огромно дејство на земјата.
И сонцето има действо на земјата. Сега замислите, сонцето и месечината се заедно и делуваат на земјата. Тек сега може да замислите колкава е таа гравитација и колкав е тој притисок на земјата. Тој е огромен притисок кој што го држи земјата и океаните и морињата. Готово што не се распарчиле целосно, цела земја, со све океани, со све, готово што не се распарчени. Кога доаѓа еклипса. Значи, кога доаѓа еклипса, драги браќа, не треба да трчаме како овие као туристи да гледаме, машала, види што е лепота. Така гледа овие во Шведска. Доживљај, гледаат еклипса. Валлахи не се свесни. Науката, до сега зборам за наука уште. Уште не сум влезен во што викат Куранот и Суннетот. Што викат Куранот и Хадисот. Зборам науката што збори. Во овој момент и сонцето и месечината со заеднички сили делуваат на земјата. Готово што не е распарчена цела земја од огромен притисок. Тоа се случува кога е време на еклипса. Така да, кога е време на еклипса, не е време за трчање и забави да гледаш колку е фино, колку е убаво. Туку е време за што? Валлахи е време за ибадет. Ќе видиме зашто. Allah Azza wa Jalla rekao во Kur'an, во суре Кијаме: "Ла уqsimu bi yawmil qiyamah." Се колнам, Allah Azza wa Jalla вика се колнам во денот кијаметски. Се колнам во денот кога све ова ќе нестане. И земјата, и месечината, и сонцето, и луѓето, и све што Allah Azza wa Jalla створи, све има да се распарче. Све има да се уништи. Allah Azza wa Jalla се колне со тој ден. Ла уqsimu bi yawmil qiyamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Зашто е ова поврзано со кијаметот? Вика Allah Azza wa Jalla се колнам во денот кијаметски и се колнам со луѓето кои што сами себе своите души ги корат. Зашто? Затоа што тие луѓе кои што се корат самите себе си и го караат на самите себе си. Ме разбирате што е да се кориш, да се критикуваш. Дека не направив грефи, голема работа. Се опијани в голема работа, отидов на коцка голема работа, направив зине голема работа, не валлаhi. Allah Azza wa Jalla овие луѓе не ги сметат за верници. Туку Allah Azza wa Jalla ги сметат за луѓе и за верници, оние кои што се кајат и се критикуваат. Ла уqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. И се колнам во луѓето кои што сами себе се критикуваат, не дозволуваат да излезат од границите на Куранот и Суннетот. Тие веруваат во Аллах и во судниот ден. Затоа јаумул кијаме е поврзано со човекот во лефсун неваме, кој што својот нефс го критикува. Го држи својот нефс. Не му дозволува на нефсот да оди по гревови. Туку го коригира и го држи нефсот во границите на она што Allah Azza wa Jalla го нарекол худудуллах, границите на Allah тебареке ве теала. Во ова суре после тоа вика јахсебул инсану аллен неџмеа идаме. Видите, овде има една коска човечка. Овој ајет е дојден, а себе под за овој ајет е што еден бедуин зел една коска ваква, видел еден човек распаднат костур и од тој костур ја зел оваа коска. И пошол кај пегамберот салаллаху алейхи ва селем и му рекол: "Ја Мухаммед, од ова ние ќе бидеме повторно створени? Од ова? Могуче ли е да бидеме повторно створени?" Јахсебул инсану аллен неџмеа идаме, се прашува човекот, зар од ова ќе бидеме створени? Себе под ова Allah Azza wa Jalla одговара да вика: "Бела кадирина ала ен нусавија бенане." Бела, навистина ние сме кадирин, сме способни од тоа и од многу помалку од тоа да ве створиме повторно. И не само толку, туку и да ги створиме вашите прсти и вашите отпечатоци какви што сте ги имали. Аллаху екбар. Аллаху екбар. Какви сме ајдаме? Се прашува човекот, зар од ова ќе бидеме створени?
себе поднова, Аллах за джел одговара и каже: "Бела qadirina ala an nusawwi banana." Бела, навистина ние сме qadirин, сме способни од тоа и од многу помалку од тоа да ве створиме повторно. И не само толку, туку и да ги створиме вашите прсти и вашите отпечатоци какви што сте ги имали. Аллаху екбар. Аллаху екбар. Какви аргументи дават Аллах азза ва джел? Зашто отпечатоците? Кога одиме во полиција даваме отпечатоци сите за лична карта? Зашто? Затоа што секој човек има посебен отпечаток и по тој отпечаток се идентификуваат кој е тој човек. Го знаеле тоа бедуините пред 14 векови? Не валлахи. Не валлахи. Аллах за джел пред 14 векови ги спомнуваат отпечатоците на вашите прсти. Не само што ќе се ве створиме повторно, не само што ќе бидете истите, туку ќе го имате истиот идентитет со истите отпечатоци. Аллах азза ва джел е способен за тоа. Бела qadirina ala an nusawwi banana. Аллах азза ва джел ќе ве створи повторно. И сепак покрај сите тие аргументи вика Аллах азза ва джел Аллах азза ва джел бел юридуна al-insanu liyafjura amama. Ама сепак покрај тоа човекот пак сака да греши. Сака да биде грешник. Не сака да биде упатен. Не сака да биде убеден. И затоа прашуваат: "Јеселу ајјане јаумул кијаме." Добро, кога ќе биде судниот ден? Имало судни ден. Ла уқсиму би јаумил кијаме. Имало судни ден. Океј, јеселуне ајјане јаумул кијаме. Прашува човекот: кога е тој судниот ден? Така безобразно, ноншалантно, без убедување. Имало судни ден. Кога е тоа? Кога е тоа? Вика Аллах тебареке ве теала: "Фаиза барикал басар." Кога вашите погледи ќе бидат вкочанети. Тогаш ќе биде судниот ден. Зашто вкочанети? Затоа што рекол Аллах тебареке ве теала: "Ќе ги видите небесите како се распрчуваат изнад вашите глави. Ќе ги видите планините како се корнат од нивните места. Ќе ги видите морињата како излагаат огнови и пламнови од нив. Ќе видите како метеори и звезди ви паѓаат. Ќе видите како вулкани излагаат. Ќе видите како потреси зилзеле и да зилзилетил арду зилзалеха безпрестајно. Сега еден земјотрес ќе фати 2-3 секунди, умревме свите од страфа. И да зулзилетил арду зилзалеха. Зилзале не потрес, туку потрес по потрес, немат више престан. Земјотрес по земјотрес. Ќе видите како на мало дете му побегува од косата од страф. Ќе видите како мајка дојка го фрља своето бебе. Ќе видите како мајка трудна побацува од страф. Фаиза барикал басар. Тоа ќе биде кога ќе ви се вкочанат погледите ваши. Сакаш да бидеш безобразен и не сакаш да веруваш во аргументите од Аллах азза ва джел? Сакаш да бидеш тако? И така ноншалантно? Јеселу ајјане јаумул кијаме? Кога ќе биде судниот ден? Ќе биде тогаш кога ќе ти се вкочани погледот од страф. После тоа, وَخَسَفَ الْقَمَرُ. И кога ќе се помрачи месечината. Драги браќа, тоа што преска го рековме, дека сонцето и месечината, кога е помрачување, кога е еклипса, заеднички делуваат на земјата, рековме од научен гледен аспект, дека земјата трпи огромни притисоци. Видите сега, кога ќе биде судниот ден? وَخَسَفَ الْقَمَرُ. И кога ќе биде помрачување на месечината. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. И кога ќе се спојат месечината со сонцето. Значи, хасеф ел камер, помрачување на месечината, испојување во џумија, испојување на месечината со сонцето, се фактички од случките на судниот ден, драги браќа. Се случки од судниот ден. Значи, под дејство на месечината, под дејство на низиното затемнување со сонцето, спојување со сонцето, ќе биде еден од себепите за распарчување на цела земја.
ova planeta na kojoj što mi je сега, rad živime, rad odime, rad šetаме, rad jademe, rad pijeme, rad ги вършиме нашите работи, će se rasparči cela na parčenja pod dejstvo na eklipsata što Allah azzeđel će ja naredi v toj moment. Znači, ova je jedno od slučkite koji što će zastočuvati na sudnji den. Zato, dragi braća, koga je Hasef el Kamer, što pravil pegamberot sallallahu alaihi wasallam i sahabite? Trčali su teleskopite da gledat, maša Allah, lepota. Ili da se sobirat kako turisti? Wallahi, vikaat sahabite, se sluči jedno zatemnuvanje na mesečinata vo Medine. Muhammed sallallahu alaihi wasallam izleze od njegovata soba, od njegovata kuća. Na njegovoto lice možeš da se vidi neviden strah. Muhammed sallallahu alaihi wasallam, braća, pegamber od Allah azza wa jalla, so ogromen strah, ne sme go vidjeli nikoga što toliko uplašen go liceto njegovo. Trčaše, odeše su brzi čekuri kon mimberot za klanjanje, a njegovoto džupe go vlečeše po zemlja. I direktno samo mu rekao na Bilal, ja Bilal, vikaj za namaz, ama ne ezan, tuku samo hayya ala salah, hayya ala salah, ajde na namaz, ajde ni na namaz, ajde da klanjame namaz. To je koji? To je salatul husuf. Husuf, hasefe. Husuf je od hasefe, od pomračuvanje. Namaz za pomračuvanje. Pegamber sallallahu alaihi wasallam bil strašno uplašen da ne je moment od na kijametu. Pegamber sallallahu alaihi wasallam klanjao namaz su sahabite, a ne gledali cirkus što se dešava. Koga bi bile svjesni luđeto što se dešava u tije momenti, wallahi bi plašali od straha. Zato što od naučna gledna točka Soncето i mesečinata koga se spoljuva, zemljata imат ogromen pritisak. Od naučna gledna točka. Vidite što kažu od Allah azza wa jalla, deka koga će se spojiti mesečinata za Soncето, to će biti denot koga će slušiti kijametot. To je jedan od slučkite na denot kijametski, vo koji sve će vidjeti propadnato. Zato pegamberot sallallahu alaihi wa sallam, koga imalo husuf, potemnuvanje, zamračuvanje na mesečinata eklipsa, pegamberot sallallahu alaihi wa sallam klanjao namaz. Prvo, stalno koga pegamberot sallallahu alaihi wa sallam osjećal nekakav rizik, im preporačuval na muslimanite da činat ibadet. Što spomnavme preska za Bedar, što je Bedar? Polna mesečina. Koga je Bedar, koga je polna mesečina, što treba da pravi muslimanite? Nafile post. Postite, rekao. Postite pošto rizik je rabotava. Postite pošto Allahu alim što može da se sluči. Posti. I ako se sluči nešto, ti da bideš pripremen su ibadet pred Allah azza. Što je sprotivno su nekoj muabeti što gi slušame mi od nekoj naši babi i dedovci, koji što vika denot ko će se slučiti kijamet, to će vidjeti nakšan i zato nakšan trčaj odmah, na brzina, na brzina, da odime doma. Subhanallah, pa ako je nakšan kijametot, toga sedi porno u džamija, ne trče, što trčaš? Ste primatili nakšan kako go pejate ezanot? Na brzina, kratko, pošto akšam je, da ne se duši 10 kijametov. La haule la kuvvete illa billah. I ako se 10 kijametov porno da te najde kijamet od tebe na seđde pred Allah te bareke ve ta'ala, da te najde pred ruku, preći mu ibadet na Allah za želj, pa porno da vidiš vo džamija i preći ibadet od koliko da trčaš doma ili po ulica. Salatul husuf, pegamberot sallallahu alaihi wa sallam go klanjal se dodeka da se oddalječi od mesečinata, da se vrati sve vo normalno. Второ znači, pokraj Bedar, koga je husuf, pegamberot sallallahu alaihi wa sallam klanjal so ibadet i ako stane kijametot, da odime pred Allah za želj su ibadet. Nema podobro za jedan musliman otkoliko da umre na seđde, wallahi billahi. Zašto, kako što rekao Muhammed s.a.v. sekoj jedan će biti oživen taka kako što umrel. Vo momentu kako što umrel. Pa ako si umrel vo disko igrajči, taka će biti oživen pred Allah, Allah da ne čuva. Ako si umrel pravići zina, taka so zina će biti oživen pred Allah za želj. So kradenje si umrel, so kradenje pred Allah za želj će biti oživen. So namaz si umrel, so namaz će budeš izdignat pred Allah azza.
Рекле сахабите, немат посакано од нас, отколку да умреме прајќи телбие со ихрами на нас. Прајќи телбие одејќи на хаџ, викајќи лебејк, Аллахуме лебејк, лебејк ла шерике леке лебејк. Прајќи телбие за Аллах азза ве џел, да умрам така ништо поише на сакам. Затоа што кога ќе бидеш оживен, ќе бидеш така оживен. Сите ќе ги кршат прстите и ќе ги јадат од срав, ти ќе викаш лебејк, Аллахуме лебејк. Субханаллах. Да умреш на намаз, да умреш со телбие, да умреш со руку или со сежде, ништо подобро за тебе нема. Затоа пегамберот салаллаху алейхи ве селем клањал салатул хусуф, кога е помрачување на месечината, клањајте браќа намаз. Затоа што не се знае, може да е кијаметот. Аллаху алем. Ако така рекол пегамберот, така е, валлахи. Трета добивка од ова, Аллах азза ве џел, видите како го наредува на Мухамед ﷺ клање намаз. Значи тоа што Мухамед ﷺ го правил, не го правил од својот памет. Све што е објавено од Аллах азза ве џел. Пегамберот ﷺ клања намаз. Кога клањаме намаз, гледаме сите на место на сежде. Никој не гледа во хусуф. Што рековме преска, ако гледаш во хусуф, ќе очориш. Добивка огромна. Наместо да гледаш во хусуф и да очориш, клањај намаз и гледај долу. Клањај намаз и моли се на Аллах за жел да бидеш од спасените. Четврто, Мухамед салаллаху алейхи ве селем овој намаз го клањал, драги браќа, вака. Земал почетен текбир, Аллаху екбар, и сите џемаатот позади него, сахабите, Аллаху екбар. Па дова, па фатиха, па долго суре. Не суре од 2-3 ајети. Кулу Аллаху ехад. Инна атајна. 30 години човек клања во џамија, уште со инна атајна. Долго суре. Па одел на руку, Аллаху екбар, на руку. Семи Аллаху лимен хамиде, пак суре долго. Уште една суре долго после руку. Па Аллаху екбар руку, па Аллаху екбар сеџде. Тоа е еден рекјат. Вториот рекјат исто. Долго суре, фатиха, долго суре, руку, дигање од руку, пак долго суре, па руку, па сеџде, етехијати селам. Тоа е салатул хусуф. Зошто толку долго? За да биде сигурен дека заминала еклипсата. За да биде сигурен дека завршила еклипсата и ризикот е оддалечен. Така да, драги браќа, овој намаз е намаз на страв. Според сите хадиси, според сите фетви, според сите мислења на улемата, овој намаз се викаат намаз од страв. Значи не е намаз од чеф. Не е намаз како што ние бевме сведоци на Фейсбук и не знам на кои социјални мрежи, утре во 9:30 е хусуф, е затемнување на месечината, ајдете в џамија да правиме џама, да клањаме намаз. И ајде, машала, сите одиме во џамија да клањаме намаз, како да е бајрам. Не, валлахи, кога муслиманите се собираат сите да клањаат намаз за бајрам, одат со чеф, одат со мерак, тие фактички се во ибадет клањаат што бајрам, ова е феста, празник, ова е празник во кој што муслиманите се веселат. А хусуф, салатул хусуф, не е да се собираш да се веселиш. Рака под рака ќе одиме салатул хусуф да клањаме, сега ќе биде потемнувањето. Пегамберот како излагал од дома? Уплашен, го влечел џуббето по земја и директно во џамија да клања салатул хусуф. Така да на нас е да ги разбереме ови работи и да знаеме дека нема потреба да пишуваме на Твитер и на Фейсбук, утре во 9:30. Во 9:30 е по научни предпоставки. Еве, ние не го видовме. По научни предпоставки ние не го видовме. Беа собрани во Тирана и не знам каде, во 9:30 дојдите че клањаме салатул хусуф. Грешка е. Валлахи, Ибн Бас, Утајмин и сите други улема дале фетва, ова е грешка. Ако ти, драг брате, гледаш дека се случил хусуф, оди в џамија, па ако најдеш џемат, направите џемат, клањајте салатул хусуф. Ама со објавување и утре ќе одиме на салатул хусуф, тоа е од грешките кои што ги прават денешните муслимани. Значи, браќа, ако видите дека се дешават еклипса, побрзајте во џамија сите. Па тамо ќе се создае џемат и ќе се клања намаз салатул хусуф. Тоа е намазот во кој што, рековме, се случува еклипса. Додека во продолжение на ова суре,
Vika Allah te bareke ve taala, yaqulu l-insanu yawma idhin ayna al-mafar. Aha, сега ти текне. Значи до преска беше игнорант. До преска беше несериозен. Па добро, кога ќе биде судниот ден? Кога ќе го види тоа што рековме, неговиот поглед ќе се вкочанит од стравотни слики и ќе се случите клипсата и ќе се спојат сонцето и месечината. Јакулу l-insanu јауме идин ejna al-mafar. Ќе рече човекот на тој ден, сега каде бегање, каде спас? Ejna al-mafar, каде да се бегат сега? Келла ла вазар. Келла ла вазар. Нема спас сега во овој момент више. Не, нема сега заштита. До сега Аллах аззаваџел ти даде многу знаци. Аллах аззаваџел ти го даде денот и ноќта како знак. Аллах аззаваџел ти ја даде земјата како знак и небесите како знак. И сонцето како знак и месечината како знак. Аллах аззаваџел ти даде ајети и хадиси што ќе се случува во иднина. И ти кажа дека ќе има судни ден. Верувај човече, ќе има судни ден. Припреми се за тој ден. Клањај, обожавај го на Аллах аззаваџел. Ти не сакаше да бидеш од тие што клањаат. Ти не сакаше да бидеш од тие кои што веруваат. Од тие кои што се понизни на Аллах аззаваџел. Од тие кои што го обожаваат искрено на Аллах те бареке ва теала. Ти не сакаше да бидеш од нив. Сега вика јакулу l-insanu, вика човекот, каде сега, ejna al-mafar, каде да се бегат сега? Има ли спас за нас? Келла ла вазар. Не, валлахи. Сега, во овој момент више нема спас. Во овој момент, пошто ти до овој момент не веруваше, во овој момент сега више нема кај да се скриеш. Колку за аргумент, ако се сеќавате кога учевме за пегамберите, Нух алейхи селам имаше еден син на кој што му викаше: сине, верувај во Аллах те бареке ве теала. Обожавај го на Аллах аззаваџел еден единствен, кој што те створил и тебе и мене. Тој не сакаше да му верува. Кога Нух ја градеше неговата ладја, тој не му помагаше на таткото и го исмејаваше. Кога дојде општи потоп, кога све покри, Нух алейхи селам, татко, субханаллах, пак му ја пружи раката да го спаси. Сине, дај раката, пошто ти немат спас. Тој што викаше, ќе се качам на највисокото брдо, ќе имат спас, ќе се спасам. До последен момент Нух алейхи селам му ја даваше раката, тој не ја пружи раката, не сакаше да биде верник и го зеде еден талас и го однесе нигде, го умре. Го уништи. Келла ла вазар, нема спас више во овој момент. Тебе ти е дојдено сите аргументи од Аллах те бареке ве теала, ти се дојдени. Све ти е кажано, валлахи. Дојден ти е Куран, кој што Аллах аззаваџел го објавил упатство за луѓето. Аллах аззаваџел го објавил нур, светло. Кога си во темница, во тунел, темен, немаш ништо, не знаеш каде се, ти треба светло да видиш каде да одиш, а? Во овој случај, тебе Аллах аззаваџел ти го дал Куранот. Светло во темницата. За ти да можеш да одиш. Аллах аззаваџел ти објавил во тој Куран све за тебе како те створил. Вика Аллах те бареке ве теала, те створив од ништо, човече. Па те створив од една капка вода. Па од таа капка вода створив ембрион. Пред 14 векови, кога луѓето не знаеле што е ембрион, сега имаме ние гинеколози, ембрионологија, не знаеле луѓето што е ембрион. Аллах аззаваџел вика, те створи во вид на ембрион. Па створи во тој ембрион срце, коски, ова, па се роди. Па не знаеше да читаш. Аллах аззаваџел те научи: Иқра бисми раббика аллади халака. Читај, учи во името на Господарот твој кој што те створил тебе. Халака л-инсана мин алака. Те створил тебе, човече, од едно тровче крв, згрушена крв. И вика: аллема л-инсана ма лем ја'лам, го научи човекот за тоа што тој не знаеше. Бебе си бил, ништо не си знал. Па си научил да одиш, па си научил да јадеш, па си научил да пишуваш, па си научил да учиш, па си научил трговија, па си научил не знам што си научил. Учиш цел живот. Аллема л-инсан.
го научил на човекот тоа што човекот не знае. Allah azza te nauči za sve. Allah azza ti ja dade cela zemlja i celi nebesi, čoveče, evo uživaj. Jadite, pite, odite, šetajte po ona što go stvoril Allah te bareke ve ta'ala. Samo što povaral od tebe, što? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ ne go stvoril Allah čovekot i džinite za ništa drugo toko illa osvem da go obožavate na Allah azza. To je barat Allah azza. Allah azza barat obožavanje iskreno od srca. Da go sakaš, da go počituvaš, da bideš pred Allah azza ponižen, da bideš pred Allah azza iskren. Sve što praviš da praviš u ime to na Allah azza. Koja praviš nekoja rabota da razmisliš ova rabota što ja pravim, s ova rabota, da li Allah azza je zadovoljan ili ne je? Znači sve koja rabota što ja praviš da ja praviš s ta misla, da li je Allah azza zadovoljan s ova što go pravim ili ne je zadovoljan? Pa ako je zadovoljen, inšallah Allah azza da mi go zapiše to vo dobrite dela. Vo knjigata na dobrite dela. Koje što će ti biti dajena od desna raka. Ili pa Allah da ne sačuva lošite dela i knjigata koje što će ti biti dajena od leva raka. Pa blaze se im na tije što će azemat knjigata od desna raka, braća. I teško na onije koji što će azemat knjigata od leva raka. Teško na onije što će azemat knjigata od leva raka. Će plaćati, će kuka i će rečat kamo sreća da ne bevmo živjani pak. I kamo sreća da ne davav me esap pred Allah te bareke wa ta'ala. Ama će dava me esap za sve vallahi. Allah azza objavi sure, koje što sure ako go čitame sekoj den ili često ako go čitame i go analizirame, subhanallah, ogromni ajeti od Allah azza la ubasimu bi jevmi la qiyama, se kolnom voden od kijametski. Ova je haka, ova je nešto što vallahi će se slučiti. Allah azza to go rekol i to će bide. Nemoj da bideš od tije luđe koji što negira. Nemoj da bideš od tije luđe koji što zapadnale vo gaflet. Ti vujkaš, ajde be brat da klanjame namaz. Ne možem se. Neće su. Subhanallah, musliman da bide nečist? Može li musliman da bide nečist? Wallahi ne. Muslimanod je čist. Muslimanod treba da go obožava na Allah za želj. So namaz, i so abdest, i so ramazan, i so post, i so nafile. Zadaja dostignet Allahovata milost. Allah azza ve dželle objavi ajeti vo koji što današnjite naučnici subhanallah se zaprepasteni kako je moguće. Kako je moguće pre 14 vekovi Allah azza ve dželle objavi husuf deka imat pomračuvanje, imat vallahi. Imate eklipsa, imate eklipsa. Imat spojuvanje na zemljata i mesečinata, imat vallahi. Pošto nekoj go smetali ova džumija šemsu wal qamar, spojuvanje na mesečinata su zemljata, da se spojat vistinski. Ne mora da se spojat vistinski, mi je vidio me kako dođe do vahasef al-qamar, uđumi'a šemsu al-qamar, kako se preklopuva jedna su druga. Od nas gleden aspekt se preklopuva jedna su druga. Allah zađel ti dade ajeti, Allah zađel ti dade argumenti, ti ušte subhanallah, ušte nesi ubeden, wallahi billahi, za tije što se neubedeni ušte, koga će go vidat ona što će se slučovat, togaš će rečat ejnel mefer, kada da se bega cena. Kella la wazar. Kella la wazar. Ila rabbike jevme idinil mustaqar. Sega, deneska, vo denešno vreme, vo ovoj moment, sega vijeka je Allah će odite. Nema se više beganja. Koga će dojde, dragi braća, sudni od den, nema više beganja. To je kraj, gotovo. Sega više zemljata je rasparčena. Sega više zemljata ne postoji. Nemaš dom, nemaš kuća, nemaš stan, nemaš ništa, ništa ne postoji. Ne postoji džamija, ništa nema. Zemljata će vidjeti upropastena. Nema kraćanja više. Kade? Ila rabbike. Kaj vaši od gospodar. Kaj vaši od gospodar će vidjeti sobereni. Tamo će vidjeti sobrani i tamo će davati esab za sve što ste pravili. Yunebeu l'insanu jevme idinu bima qaddeme wa ahar. I togaš će budete obavesteni
секој еден човек, секој еден од нас ќе биде обавестен на тој ден што сработил и што останало несработено. Што сработил од добро, што сработил од зло. Што сработил од севапи, што сработил од гревови. Ќе бидете обавестени за све. Ќе давате есап за све. Белил инсану ала нефсихи басира. И тој ден човекот ќе биде самиот против себе сведок. Аллах аззаваџел ќе те остави сам да сведочиш против тебе. Ќе ти биде даена книгата твоја. Дали во десна или во лева рака, ќе ти биде даена книгата твоја. И ти ќе си биде сведок против една милја изнад главите наши. 1 милја, километар и 600. 1 километар и пол над нашите глави. Замислите, субханаллах, на милиони километри, па е жешко, не се трпи сред лето. Кој ќе ти дојдете 1 километар над главата, што ќе правиме? Па рекол Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем, ќе бидете прекриени со пот од огромна вручина. Па потта ќе ги покриет вашите глуздови, или вашите колена, или ќе ви дојде до струкот, или ќе ви дојде до вратот, или ќе се давите во вашата пот. Кој колку зависи од гревовите што ги направи. Малку гревови, малку пот. Многу гревови, валлахи, ќе имат луѓе кои што ќе се дават во нивната пот. Ќе имат луѓе кои што ќе сакаат да му направат сежда на Аллах аззаваџел како што му прават верниците. Пошто верниците кога ќе ги видат, кога ќе бидат оживеани, ќе бидат собрани на машарот, ќе му направат на Аллах аззаваџел сежде. И другите кои што биле неверници сакаат да паднат на сежде. Ама рекол Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, нивниот арбет ќе биде еден пршлен. Немат виткање више. Еден пршлен. Сега колку имаме? Имаме еден куп пршлени кои што ти дозволуваат да се виткаш, да се вртиш, да одиш на руку и на сеџде. Во тој случај ќе биде еден пршлен. Комплет. Столб. Немат претање. Сакат на сеџде да одит, немат на сеџде. Па кога ќе го видат хакот, кој што на тој ден вистината ќе биде полагана, ќе ги јадат своите прсти и своите меса и крв ќе им тече, тие нема да приметат ни крв, ни ништо од тоа што треба да даваат еса пред Аллах аззаваџел. Додека тие кои што имаат добри дела, тие се под владовината на Аллах тебареке ве теала. Тие го чекаат моментот кога ќе поминат низ сурат Чуприја. Тие го чекаат моментот кога ќе се соберат со Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем пред вратите џеннетски. Кога ќе тропне Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем на вратата џеннетска, а мелекот задолжен за таа врата ќе рече: кој си ти? Замислите, не викат со неговата огромна титула Ене Расулуллах. Не, јас сум пегамберот. Не, Ене Мухаммед. Јас сум Мухаммед. Роб од Аллах тебареке ве теала. Скромен, понизен. А мелекот ќе му рече: имам наредба никому да не отварам ова врата освен тебе. Па влагајте во џеннетот на Аллах тебареке ве теала, кај што ве чекаат мелеци. Од двете страни ви фрлаат свечиња, огромна радост и ви викаат: селаму алейкум, како успеавте да влезете во џеннет? Блазе си ви, овде е вашиот спас. Сега размисли ти, драг брато, како сакаш. Сакаш да бидеш од овие каде што мелеците чекаат? Влагаш во џеннет со Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем и со верниците други? Или сакаш да бидеш од тие кои што ниту клањаат, ниту постат, ниту ибадет на Аллах аззаваџел му прават и на крајот од краиштата завршуваат во џехенемскиот оган на Аллах да не сачува. Затоа го молиме на Аллах тебареке ве теала да ни овозможи да ги сватиме вистински знаците негови, што Аллах аззаваџел направил огромни створења како што се небесите и земјата. Инне фи халки семавати вал ард واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Навистина во стварањето на небесите и земјата, и ноќта и денот има знаци, ајети, имат аргументи за тие кои што го користат нивниот памет. Аллах аззаваџел ни дал памет, па треба да го користиме. Го молиме на Аллах аззаваџел да ни овозможи да бидеме муслимани искрени, со иман вистински, со иман искрен, со љубов спрема Аллах аззаваџел,
da mu činime ibadet, da go pratime Kuranot i sunnetot na Muhammed sallallahu alaihi ve sellem i da ni ovozmoži Allah azza wa džel, vaka kako što sme sobrani večerva, da ne soberet pod arš od njegov, inša Allah, pod ladovinata na arš od njegov i zajedno da vlezeme pod džennetite njegovi, ve ahiru da'vana.